Во наредните 10 минути ќе разговараме со она што е една тема која како малку да ја потурнавме под радарот на нашите интереси, но таа токму во последните, би рекол, 2 недели се повеќе се враќа и на врвот од вестите. За тоа го замолив доктор Кирил Солески од Македонското лекарско друштво, кој инакој и семеен лекар, нели, и како матичен лекар и така натаму со прилично искуство. Доктор Солески, сакам да поразговараме за овие цифри на COVID-19 кои што сведоци сме особено последнава недела, но има еден континуитет, веројатно и малку подолго, се повеќе растат, се повеќе позитивни, додуша што е право, не со така тешки последици како што бевме навикнати во изминатите 2 години, но каква е сега состојбата по ваша проценка со развојот на на вирусот и на целата пандемија? Да, ви благодарам на поканата. Навистина, последниве неколку недели повторно се актуализира темата за COVID-19 со оглед на тоа што и во нашата земја, но и на европско ниво се следи едно константно зголемување на бројките на пациенти со новооткриен COVID-19 и првичните анализи покажуваат дека тоа најчесто се должи на подваријантите на Омикрон BA4 и BA5 кои што се многу позаразни во споредба со самата оригинална Омикрон варијанта од една страна, од друга страна имаат можност да го заобиколат имунитетот, претходниот имунитет кој што го стекнале со прележување или со вакцинација. Од друга страна знаеме дека тие заштитни мерки кои што беа препорачани на почетокот сега во многу европски земји, па кај нас се веќе укинати. Тоа доведува до едно поголем број на пациенти. Секако предвидувањата тешко може да се каже како ќе се одвива, во која насока ќе се развива ова, но првично да, навистина се зработи за полесни форми на болеста, нема зголемување на сега на бројот на хоспитализирани пациенти и на смртни пациенти и мислам дека денес или утре комисијата за заразни после 2 месеци пауза ќе има прв состанок, па ќе очекуваме можеби некакви промени во мерките. Јас го гледам тоа, бидејќи ние трошиме по 10 на гости дневно, мене ми се случи минатава недела и претходната да практично имам неколку откажувања од гости кои што навечер ќе ми се јават и кажат позитивни и така натаму. Да прашам каква е сега фактичката ситуација со третменот на оние што ќе излезат позитивни? Тие мора да останат дома, колку денови, некој го информираат, некој нив ги информира, бидејќи тие строги правила ги памтиме од кога беше пандемијата во висок налет. Но денеска како стои работата? Ти слушам толкување дека може да се движат само маска да стават и така натаму. Не, се уште важат истите правила. Во принцип, кога еден пациент ќе биде позитивен, следува 7-дневна изолација од почетокот на тестот кога е позитивен. Состојбата се следи од епидемиолог и навеќе од семејниот матичен лекар, бидејќи се работи најчесто за асимптоматски или лесни форми. Треба да се пријават на матичниот лекар или може да одседат дома без, ако се лесни формите? Секако, бидејќи навистина треба научивме дека COVID-19 може да има некој непредвидлив тек, особено кај некои ризични пациенти кои што имаат други хронични заболувања, така да добро е да се консултираат и лекарот да направи проценка за нивниот ризик и дали е потребно преглед, дополнителни испитувања, ако е состојбата стабилна секако не е потребно ништо да се прави. Македонското лекарско друштво во соработка со Министерството за здравство во меѓувреме изработивте и еден, како би се рекол, еден компендиум за клиничка пракса, за третман на ковидот и така натаму. Зашто точно се работи, бидејќи тие се наменети за приватните здравствени установи, ако за лекарите кои работат на примарно здравствено ниво, бидејќи во најголем дел лесните случаи над 90% се менаџираат на примарно ниво. И ние имавме идеја, имавме за цел лекарите, препораките за лекување, за следење да бидат базирани на последните научни докази, информации кои што доаѓаат од релевантни институции, од научни студии. И за таа цел Македонско лекарско друштво во партнерство со Министерството за здравство, поддржано од УНИЦЕФ и USAID финансиски, направивме совети за клинички пракса кои што се однесуваат за третманот и следењето кај деца COVID-19, кај деца COVID-19, кај бремени жени и COVID-19 кај општата популација. Се со цел за да има едно изедначен третман на пациентите кои што имаат COVID-19 на примарно ниво и соодветно одредени алгоритми кога треба да се упатуваат на повисоко ниво за третман и следење. Доктор Солески, очекувате ли да растат цифрите на пандемија рапидно? Оти гледам дека јас имам, бидејќи голем колектив во Слободен печат и во утрински брифинг и така натаму, се пријават луѓе кои што биле на свадба викендот, па сега имаат знаци на ковид и така натаму. Сега очекувате да растат бројкиве?
Да, сите податоци покажуваат и повеќе експерти за јавно здравје на европско ниво покажуваат мислење дека во наредниот период ние ќе се сочиме со еден нов бран на COVID-19, но се надевам дека бранот нема да биде тежок како претходните во смисла дека нема потреба од хоспитализација. Треба да се загрижуваме бидејќи ова некои најави беа дека ќе се претвори во еден, како да кажем, релативно нормален. Да, веројатно тоа е дел од начинот да научиме да живееме со лесните форми како некој вид на настинка, меѓутоа сепак се препоракаат дека и лицата кои што се повозрасни, иначе спеет лица со хронични болести кои што ризикот за тешки форми се уште постои, да користат одредени мерки за заштита, дури во некои европски земји се препорачува и друга втора доза на бустер доза за COVID-19 вакцина. И втора и трета, некои од нас и четврта и пета, но помагаат ли овие вакцини во однос на нови соеви кои што наводно се уште постоечките вакцини немаат голем процент на заштита, бидејќи навистина последниве варијанти имаат механизам да го избегнат тој имунолошки создаден одговор. Голем дел од тие производители работат на нова адаптирана верзија на вакцината, но сепак потребно е време за да помине сите фази. Што значи вие би советувале уште една доза вакцина или треба се причека да се види? Ќе почекаме да видиме што ќе покажат искуствата во другите земји, што ќе одлучи Комисијата за заразни болести, па ќе видиме дали тоа ќе се. Гледам дека во Светската здравствена организација и воопшто во оваа меѓународна јавност се повеќе се употребува еден термин за кој не ни знаев дека постои до пред 2-3 недели. Последниот месец го употребуваат, го нарекуваат синдемија. Тоа е комбинација од неколку пандемии. До таму ги стигнавме, докторе. Тоа не е нов термин. За мене се извинувам, прв пат го слушам. Да, во 90-тите години Майкл Сингер го создава комбинација од синергија и пандемија синдемија. Тоа значи дека се присутни истовремено две или повеќе болести. Тоа го утврдил кај пациенти кои што користат дрога, многу често може да заболат од туберкулоза или сексуално преносливи болести и присуството на две или повеќе болести ја зголемува ризикот од тешка форма на болест, па дури и смртен исход. Тоа го актуализираше Ричард Нортон во Lancet списанието дека COVID-19 треба да ја сметаме за синдемија, а не пандемија, бидејќи исто како со претходниот пример, присуството на COVID-19 во корелација со кардиоваскуларни заболувања, со дијабет, гојазност, навистина го зголемува ризикот од тешка форма и смртен исход. Меѓутоа и двајцата решението сметаат тие ако се работи за болести не е чисто медицинско, бидејќи овие болести најчесто се поврзани со социјално-економскиот контекст, нееднаквостите социјални кои што постојат, бидејќи ранливите групи се многу поизложени на овие хронични болести и COVID-19. Но гледаме дека и во најбогатите земји во светот пандемијата помина многу тешко, без разлика на нивните врвни системи здравствени и така натаму, некои од нив потврдија онака маестрално. Да, апсолутно. COVID-19 кризата ги стави на тест сите здравствени системи, па дури тие кои што навистина се многу развиени и се покажа дека тој тип на системи се уште не се доволно подготвени да дадат добар одговор на ваков вид на здравствена криза. Што ме води до последното прашање, бидејќи ковидот и овие изолации на кои бевме изложени последните 2-3 години, не знаеме како ќе биде понатаму, придонесе би се рекла до развој на една нова, ако смеам така да кажем, гранка во третманот здравствен, тоа е телемедицината. Знам дека вие се занимавате и сте еден од оние во земјава кои што се би се рекла на фронтот на тој нов феномен. Објаснете ни што точно значи телемедицината и како таа ќе се развива во догледна иднина. Да. Одредени процеси кои што беа почнати пред ковидот, дел од дигиталното здравство како телемедицината, навистина ги убрза ковидот, бидејќи се покажа дека се доста ефективни во однос на заштитата на здравјето на пациентите и на лекарите, и ја подобри ефективноста и квалитетот на грижата е телемедицината. Тоа во суштина значи видеоконсултација во реално време помеѓу лекар и пациент. Доброто е што тоа сега го правиме во рамките на националниот систем Мој термин, значи безбедна и сигурна средина каде што лекарите ќе можат преку видеоврска да комуницираат со своите пациенти. Толку добро ни беше да си отидеме на лекар, да си поправиме муабет. Може тоа да го замени, да ја замени лекарската проценка кога му е пациентот во ординација, а сега на некаков екран или не знам што и така натаму. Да, ние работиме на тоа, веќе имаме околу 300 лекари кои што поминале, работиме на обуки на лекарите како да го користат оваа алатка како вештина, да развијат знаење и пракса за оваа вештина. Оваа алатка може да замени одредени контролни прегледи кога пациентот првично ќе дојде на преглед,
преглед, дали се работи за дете, пациент со хронични болести, бремена жена дури. Вторичниот преглед може да го направат со видео консултација во однос на советувања за одредена болест. Поентата е да не доаѓаат често пациентите, посебно ризичните, кои што во контекстот на COVID-19 може да се заразат, може да ја шират болеста, меѓутоа има и студии кои што покажуваат дека со употребата на телемедицината и хроничните болести како диабет, хипертензија се зголемува, се подобрува менаџирањето на самата болест, подобри квалитети, бидејќи на тој начин пациентите не патуваат, не губат време, не губат средства да дојдат до лекарот, бидејќи понекогаш може да живеат многу далеку, да кажеме, во многу оддалечени места, но истовремено здравствениот систем прави одредени заштеди преку намалување на посетите на пациентите на кај своите лекари и на тој начин навистина има доста позитивни страни од имплементацијата на телемедицината, секако физичкото присуство и прегледот лице во лице не може да се замени, но е добра алтернатива. Се надевам нема да ги охрабрите сите овие кои што се лечат по интернет, бидејќи веќе станаа стручњаци за операции на срце да прават, само треба екранот да гледат. Да. Доктор Согајски, ви благодарам за ова утринско гостување. Сакав да поразговараме за пандемијата и за овој COVID-19. Да видиме како тоа ќе оди сега летово. Отитне чека повторно есен, повторно затворени простори, така натаму. Ако сега се шири, предпоставам дека ќе треба да се подготвиме за нов бран. Такви ви се проценките? Има такви? Да, мислам дека да, меѓутоа од една страна здравствените работници системот имаме едно 3-годишно искуство со справување, така да мислам дека ќе се справиме малку, можеби подобро веќе сега во нова етапа со новиот бран, што можеби ќе се појави на почетокот на есента. Доктор Кирил Согајски од Македонското лекарско друштво и на кој самиот матичен и семен лекар, ви благодарам за утринско гостување.